Градоначалничката на Тетово Теута Арифи со дел од општинската делегација посети две семејства во населбата Дреновец, чии куќи деновиве беа оштетени од слечиште на земјата како резултат од поројните дождови, вети општинска помош. Значи, после информациите дека имаме лизгање на земјиштето и паѓање на еден потпорен зид, значи ситуација која се случуваше во неделата и дента одма, значи сите структури на општината и сектори беа на лице место. Нормално според наше видување се работи за лизгање на земјата како резултат на повеќе дождови и влажното време. Во принцип, значи, од разговорот со собствениците, ние ги упатуваме да направат, да достават барање во комисијата за штети и истата комисија нормално да направи една проценка и врз основа на проценката и позитивните закони кои ги имаме, ќе се обидеме максимално, значи, да им излегуваме на пресрет на овие граѓани. Исто така бараме, значи, од сите граѓани во овој период кога имаме доста чувствителни метеоролошки услови да бидат многу предпазливи во секој процес евентуално на градба до изградба, затоа што може да се појават ситуации кои после може да донесат несакани ефекти. Жителите чии куќи настрада велат дека во овој дел од на градот не се регулирани атмосферските води. После секој пороен дожд се формира слободен пат на водата, која предизвикува ерозија на земјата. И очекувам да се подобри нешто во инфраструктурата, да се доправат тие води што доаѓаат. Нема таква атмосферска канали, атмосферска вода да се оде на свое место, тоа се бара овде. Градоначалничката на Тетово Арифи изјави дека најпрвен треба да заврши процесот на легализација на објектите во овој дел на градот, кои претходно биле бесправно изградени. Потоа местото треба да се урбанизира, со што ќе се решат комуналните проблеми во врска со атмосферската канализација. Во еден голем број во теке процес на легализација, некои објекти се легализирани, значи имат добиено легализација, но треба да се има предвид фактот дека и после добивање, значи на документи за легализација, тие тек треба да стануваат дел на урбанистички планови и тек после тоа општината да може да направи инфраструктурни проекти во однос на атмосферска канализација и другите моменти кои би ја олесниле состојбата, и затоа е многу битно да граѓаните да бидат максимално предпазливи. Ја знам дека можеби секој може да го има пристапот да го реши својот проблем, да решава зид или куќа, но во секој случај тоа може да се врати како бумеранг доколку не е направено во рамки на стандардите. Нормално дека ние сме свесни за ситуациите кои не сме ги направиле ние, туку сме ги затекнале. И сме свесни дека не можеме да рушиме па да правиме нови ситуации, овие се условите, но апсолутно ќе дадеме максимален придонес за да, ако има вакви ситуации, да им олесниме на граѓаните, а исто така да го тераме интензивно процесот на легализација и нормално електронските дозволи, што мислам дека им олеснува на граѓаните процедури за полесно да доаѓат до стандарди за градење. Тука во овој докаде е процесот на легализација и дали може би на општината планира да се доведат во ред атмосферски води? Да, ние, значи, зависи од барањата, зависи како граѓаните направиле барање, пошто тоа било лимитирано временски, значи имаме процес кој тече во однос на легализација, додека во однос на покривање со урбанистички планови, во моментот, значи, пред Советот се појавуваме со планови за некои други делови на градот, но нормално дека и за овој дел ќе стигнеме во рамки, значи, во текот на годината да нарачаме и да биде спремен урбанистички план. Пред 2 години, поради поројните дождови, содрони голема количина на земја и камења над православните гробишта во Тетово, при што една куќа беше речиси целосно разурната.